Интегрирањето на европските вредности во националниот образовен систем на Република Македонија е основен императив на политиките кои како актуелна влада ги креираме, застапуваме и спроведуваме, заедно со сите одговорни и засегнати општествени чинители, со кои делиме заедничка визија и мисла дека не постои ресурс кој е поважен од образованието и има поголем придонес кон севкупниот општествено-економски напредок. И токму затоа нашата заедничка цел е градење на систем што ќе продуцира генерации со добро знаење и познавање на областите кои ги изучуваат и генерациите кои што секогаш ќе бидат подобро подготвени од претходните. Во таа насока би сакал да истакнам дека во изминатите неколку години успеавме да воведеме многу нови можности, проекти, мерки и бенефиции за сите категории кои ги споменав, а во кои во минатото не им биле ставени на располагање затоа што некој воопшто не се сетил тоа да им го обезбеди или пак немал волја да се посвети на работа и имплементација. Еден таков во низата проекти со кои нашата земја се издвојува како единствена и лидер во регионот е проектот за превод на стручни научни книги и учебници од кои се учи на врвните и најдобри универзитети во САД и Англија од областа на правото од Франција и Германија. Проектот кој согласно првично најавениот концепт пред известно време целосно го реализиравме, а кој на академската и научна фела им отвори многу нови образовно-научни хоризонти и видици, додека младите од нашата земја кои студираат во домашните високообразовни установи ги изедначи со нивните колеги кои се образуваат на врвните најдобри 10 универзитети во светски рамки. Преведовме и обезбедивме достапност на вкупно 1000 наслови кои може да се најдат во оваа специјализирана читална, која токму утре бележи 6 години од незиното отворање и за која драго ми е во оваа прилика да соопштам дека неодамна ја надмина бројката од 1 милион посети од читателите. Проектот дава одлични резултати и затоа најавивме дека ќе продолжиме да го имплементираме, односно ќе биде надграден со превод на нови 200 врвни светски наслови, по 50 во следните 4 години, што е дефинирано со Законот за високо образование. Денес е 64-та промоција поред од како е започнат проектот, односно првата промоција на книги од новата едиција, дел од насловите кои што се пред нас. Вкупно 14 нови врвни дела преведени, подготвени за употреба. Овие наслови, како и преостанатите предвидени за превод во оваа календарска година, се од областа на медицината и стоматологијата, од областа на земјоделските науки и секако од областа на педагогијата, што особено ја издвојувам како сфера на која заедно со професорите и студентите одлучивме да дадеме приоритет во обезбедување на литература, во која се проучуваат новите методи и техники на работа, односно новите методи за подигнување на интерактивните и поефикасни начини на предавање и изучување на наставната материја. Станува збор за врвни наслови како наставата и комуникацијата, уметностите и создавањето на мислата, моќта на педагогијата, развивањето на педагогијата, образовната психологија и други кои повторно се избор на професорите, но и предлози на студентите кои пристигнуваат до нас како Министерство надлежно за проектот. Концептот за превод на наслови по области е дефиниран и за следните 3 календарски години, па така во 2018 година ќе бидат преведени врвни наслови од природно-математичката област и од областа на економијата. Потоа ќе бидат обезбедени наслови од областа на правото, како и литература за потребите на рударско-геолошките, технолошко-металуршките факултети и последната година ќе биде надграден и модернизиран фондот на стручна и научна литература за потребите на градежниот, архитектонскиот, машинскиот факултет и факултетот за ветеринарна медицина. Вечерва ми беше задоволство што имав можност да присуствувам на најновата промоција на проектот 1200 книги од различни стручни и научни области. Како што знаете, овие книги започнаа како проект од 500, односно подосна 1000 книги, научни и книги потребни за универзитетите. Но подосна ги трансформиравме во 1200 затоа што одлучивме да се фокусираме на неколку сектори каде што не е исклучително важно да имаме стручна и научна литература. Така што до сега, до пред оваа промоција, беа промовирани и поделени по сите универзитетски библиотеки и по другите библиотеки вкупно 1000 книги. Ова се првите над тие 1000. Значи, денеска се промовираат 14 нови книги и учебници, од кои се учи на врвните, највисоко рангираните универзитети во светот.
првите 10. Така што можам да кажам дека се одлична литература за студентите, за постдипломците, за професорите, за сите оние кои што се занимаваат со научна дејност или со високо образование. Овие се главно концентрирани од 4 области, од областа на педагогијата, од областа на земјоделството, исто така има и од други области, така што се на се станува збор за влез во една нова фаза од 1000 книги и учебници од сите научни области сега во првата година на овој дополнителен проект од дополнителни 200 книги и учебници се започнува со првите 14 наслови. Овие книги значително го збогатија фондот на книги и учебници за нашите универзитети, за нашите студенти, постдипломци, докторанти, за професорите, за асистентите, за сите оние кои што на било кој начин или потреба се наоѓаат во некоја истражувачка фаза, во студентска фаза, постстудентска фаза и така натаму, постдипломска фаза, така што се уникатна можност да нашите студенти, наставници, асистенти, професори работат по учебници кои што се учат на 10 највисоко рангирани универзитети на светот. И многу сум среќен што овој проект собива со утврдената динамика и план.